Часот, добро вечер. Време е да ги погледнеме најновите настани од Велес, регионот Македонија и светот. Почнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Велес за заедничка Македонија. Анкетираните велешани ја поддржуваат одлуката на претседателот Иванов. Продолжи судењето за смртта на родилката Маја Кадиева. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, втора вечер, организатор на протестниот марш во Велес. Велешани исто како и вчера во огромен број се собраа пред споменикот на Панко Брашнаров и оттаму го започнаа протестниот марш кој заврши во центарот на градот пред спомениците на дејците за македонската слобода Коста Солефрацин и велешките илинденци. Втор ден граѓански протест во Велес, маршрутата е иста. Од пред споменикот на Панко Брашнаров до центарот на градот. Велешани во огромен број, исто како и вчера, движејќи се по централната улица, го искажаа својот револт кон можноста за редефинирање на државата. Даваме поддршка за да заштитиме унитарноста на Република Македонија, се додека некои се обидуваат да ја уништат нашиот суверенитет и интегритет, ќе го браниме колку може. Да немаме двојазичност, се знае еден јазик е, еден народ. Кој сакал, нека повели, секој нека живее во државата. Ние испаѓаме за Македонија, за државата, без разлика која партија не поддржуваме сега. Но за Македонија, затоа што да не се смени името, да не се смени грбот, тие париве што се јавија на веснициве, пола албански, пола македонски, тоа не чини. Председателот Иванов донесе државничка одлука. Македонија треба да се развива единствено како унитарна држава. Поделбите се непотребни. Силата на овој народ и овој град е во заедништвото. Таа вековна симбиоза помеѓу културите и јазиците на македонците, албанците, србите, бошњаците, ромите, власите, христијаните и муслиманите. За животот во Велес одлучуваат велешани. За Македонија одлучуваат граѓаните на Македонија во Македонија. Нема да дозволиме, ќе застанеме на браникот на својата татковина. Јас, во името моје лично и во името мојата фамилија ви гарантирам дека оваа држава, оваа наша убава мајка Македонија, ќе остане каква што е, нема да дозволиме да дели никој, да создадеме подобра иднина за нашите деца, да создадеме иднина за нашите поколенија. Ги повикуваме политичките партии, институциите, невладините организации, уште еднаш да ја преиспитаат содржината на Тиранската декларација, која со самото нејзино донесување го наруши мирот и спокојот на сите граѓани во Република Македонија. Се сеќавате, еден политичар пред некој ден рече дека декларацијата е нешто без кое се не може. Не. Единствено нешто без кое се не може е Македонија. Унитарна, заедничка и еднаква за сите. Организаторите најавија дека протестен марш низ улиците на Велес ќе има и утре. Зборното место е 17 часот од пред споменикот на Панко Брашнаров. Вечерва и теквешијата на нозе. Граѓаните преку мирни собири го искажаа својот револт кон најавата за редефинирање на Македонија. Негодинчани и кавадарчани вечерва се приклучуваат на протестите организирани од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Протести најавуваат и за утре, а еве што тие порачаа од кавадарци. Протестираме против губењето на мнозинството во македонскиот парламент, каде што албанските партии со помош на предавнички партии од македонскиот етникум се обврзаа на реализација на албанската платформа донесена во Албанија, која што во суштина не знаеме што се содржи,
Меѓутоа, работи кои што излегоа се крајно неповолни за Македонија, за македонскиот народ, бидејќи Македонија е единственото упориште на нашата национална свест и самобитност и не само за македонците кои што се во Македонија, туку и за големата диаспора во останатиот дел од светот. Македонија представува нивно упориште, нивно уточиште од каде што исцрпуваат својата сила како македонци. Така да сме крајно вознемирени и сакаме да процесите се водат малце потранспарентно, да се каже што се префателе СДСМ и во суштина тоа е нашиот протест. Против сме за ознаки на албански јазик во Струмица, во Кавадарци, против сме македонскиот јазик да биде потиснат како еден од јазиците кои што се говори во Македонија. Тоа заедно со притискот за да се смени името, води до тотално разобличување на македонската суштина и македонскиот национална свест. Велешани ја поддржуваат одлуката на председателот Иванов. Според нив, ова е правилна одлука за одбрана на Македонија и зачувување на унитарноста на државата. Се додека сум јас председател, нема да дадам мандат на некој кој се залага за рушење на уставноста на земјава. Ова го истакна председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во своето обраќање пред јавноста. Анкетираните велешани го поддржуваат ваквиот став на председателот. Велат ова е правилна одлука за одбрана на Македонија и зачувување на унитарноста на нашата држава. Исправно си. Исправно е, ние сме македонци. Оне ако сака таа платформа на изборите нека ја кажеа, па да видиме дали граѓаните ќе гласаат за нив. Исправно е од председателот. Го поддржуваме. Поправилно мислам дека постапи. Одлично. Од друго не можам да кажам, одлично. Правилно. Иванов требаше одамна да добие тоа да се среди и готово више. Тоа ќе биде тоа. Па ја оправдувам. Оваа ситуација, следејќи колку што јас се разбирам, ја оправдувам комплетно. Исправна одлука е. Сега да се заштити државата, што е таа платформа да се уведе. За тоа ми треба оправдаме. По моје, односно по него исправна е. Па и за нас е исправна према што слушам. По изборите бевме непријатно изненадени од една постизборна политичка платформа од туѓа држава, рече во своето обраќање председателот Иванов, додавајќи дека долго време очекувал одредени политички партии да покажат државотворност и зрелост и јавно да одбијат воопшто да зборуваат за таква туѓа постизборна платформа. Наместо конечно да излеземе од политичката криза, поради оваа платформа ние за жал заглавуваме во уште подлабока криза во која се доведува во прашање темелните државни интереси на Република Македонија и нејзините граѓани. За жал, видовме дека наместо веднаш и без дискусија да ја отфрлат, некои почнаа со неа да лицитираат, не сваќајќи дека всушност лицитираат со унитарниот карактер на државата, со идентитетот на граѓаните и државните интереси. За карактерот и еднината на државата не може да се преговара, ниту да се водат разговори на нетранспарентен начин. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината за содржината од разговорите. Од СДСМ реагираат на ваквата одлука на председателот Иванов. Председателот Зоран Заев во изјава за медиумите рече дека Иванов ја негира мнозинската волја. Ѓорѓе Иванов мора да ја повлече оваа одлука и веднаш да го додели мандатот за формирање на новата влада, бидејќи Уставот го обврзува на тоа. Не смее да ја негира мнозинската волја на граѓаните. Граѓаните преку социјалните мрежи ја поддржаа одлуката на Иванов. Денеска во Основниот суд во Велес продолжи судењето за родилката Маја Кадиева, која почина во Гевгелиската болница на породување со царски рез. Семејството на починатата очекува наскоро правдата да испадне на виделина. Дијана Иванова ги има деталите.
Продолжи и рочиштето од судскиот процес во кој двајца гинеколози и еден анестезиолог од Гевгелиската болница се осомничени за смртта на родилката Маја Кадиева и незиното новороденче. Иако веќе еднаш изјава во судница имаа дадено, повторно позади судската говорница застанаа тројца сведоци. Одговарајќи на прашања на адвокатите на осомничените, сведокот Ице Доранлиев, педијатар, рече дека не забележал невообичаено однесување кај осомничениот анестезиолог Томче Ванчов. Нова реагираше обвинителството. Веќе почнаа картите полека да се отвараат. Еден од сведоците кои што повторно се даваше исказ, денеска моравме да го потсетиме дека во истрага кажал дека едниот од анестезиолозите, поточно докторот Томче Ванчев, бил под дејство на алкохол. Денеска пропушти тоа да го каже, меѓутоа јавниот обвинител го потсети, му го предочи исказот, сосем легална процедура предвидена по законот и тој потврди дека го видел едниот од анестезиолозите во алкохолизирана состојба, му мирисал на алкохол. Иако според законот треба да се снимаат сите хируршки интервенции, дали е снимен оперативниот зафат врз родилката, денеска не знаеше да одговори директорот на Гевгелиската болница доктор Сретко Јовановиќ. Но од неговиот исказ јавноста дозна дека после овој трагичен настан во болницата донесен е нов апарат за анестезија. Подолго време пред овој трагичен настан било укажувано од страна на вработените дека на вистина има несоодветна апаратура и условите биле стварно лоши за сите пациенти кои што добивале услуги во установата. И исто така сакам да истакнам дека мојот клиент во тоа време бил вработен во болницата во Струмица, а извршувал работни задачи во Гевгелија. Тоа се прашање на кое што самиот ВД директор требаше да одговори, меѓутоа неговите одговори беа не знам, не се сеќавам, како што можевте и самите да се уверите. За семејството на починатата родилка секој рочиште е ново преживување на трагичниот настан. Тие очекуваат наскоро правдата да победи. Тешко е кога слушаш некој како се ставени во функција на тие што ги направиле тие грешки. И не знам каква душа има тие луѓе кога ги бранат, а знаат дека не се прави. Знаат дека биле пијани, а викаат не биле пијани. Знаат дека со години тоа го прават и преминуваат преку човечки животи. Мислам дека е греот. Маја Кадиева почина на 22 октомври 2015 година во Гевгелиската болница на борадување со царски рез. Планинар се загубил на пат кон врвот Орле, информира Министерството за внатрешни работи. Вчера околу 14 часот во полициската станица од општа надлежност во Кавадарци било примено известување дека на пат кон врвот Орле кај селото Галиште се изгубиле 5 лица планинари од Скопје. Во потрага по лицата биле вклучени екипа од единицата за спасување и заштита со хеликоптер со цел нивно пронаоѓање, при што 4 лица се пронајдени, а се работи за 33 годишниот НБ, 28 годишниот Б и 19 годишниот ПТ и 30 годишниот КГ, сите од Скопје. Се превземаат мерки за пронаоѓање на петото лице. До 15 март е рокот за запишување на новите земјоделци и новите фирми во регистарот на земјоделските стопанства. Запишувањето е еден од условите за добивање субвенции. Промени во собственичката структура исто така мора да се евидентираат во регистарот. Крајниот рок за запишување на новите земјоделци и новите фирми во регистарот на земјоделски стопанства е 15 март. Ова е еден од условите за добивање субвенции. Исто така мора да се евидентираат и промените во собственичката структура доколку постојат. Добивањето на субвенциите во сточарството зависи од бројната состојба на добитокот, запишана во Агенцијата за ветеринарство, или бројот на домашни животни на денот на поднесувањето на барањето за субвенции. Заинтересираните земјоделци кои сакаат да се евидентираат, тоа можат да го направат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во местото на живење на земјоделецот или каде што е седиштето на земјоделското стопанство.
Како дел од националната програма Еразмус Плюс, 20 на средношколци ученици во Средното општинско училиште Коле Неделковски заедно со своите професори во сабота ќе заминат за Истанбул, Турција. Тие таму ќе престојуваат кај своји врсници и ќе бидат дел од тамошниот образовен систем, пренесувајќи ги искуствата од кај нас, но и осознавајќи ги новините од тамошниот образовен систем. На овој начин учениците ќе го подобрат своето образование, а кога ќе се вратат во училиштето, новините ќе ги пренесат и на своите соученици. Програмата Еразмус Плюс е национална образовна програма која има за цел модернизација и приближување на македонскиот образовен систем кон европскиот. Вториот дел од проектот се однесува за учениците од електротехничка и од машинска струка. Учениците ќе заминат на практична работа во Турција, во Истанбул. Веќе сета постапка е завршена, конкурсот е завршен, избрани се учениците се спремаат, веќе се спремни, подготвени, веќе на 4 наутро заминуваат во Република Турција, значи поточно во Истанбул. Вчера вечер во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беа промовирани лирското дело на прошетка и сликовница за предшколска возраст од авторката Трајанка Ристова од овој град. Прилог на колешката Мартина Митков. Кога нешто ни останува во сеќавање, добро е да се запише за да остане за идните генерации да знаат како некогаш се живеело. Вака авторката Трајанка Ристова ја започнува својата најнова книга насловена на прошетка. Поетесата Вероника Костадинова во улога на промотор рече пред присутните дека Ристова е жена која си има соочено со големи трагедии во својот живот. Нејзините 2 последни дела се со ведра содржина. Во прошетката ни животот на таа млада девојка, Трајанка се служи со едноставен, разбирлив јазик. Не користи тешки, комплицирани описи, метафори и слично. Туку сето тоа што го пишува, го кажува од срце, од душа, како што самата таа го доживува. Приказната ја следи девојката од незиното средно образование, па запишувањето на факултет за ликовна уметност, нејзиното влюбување и одлука за заеднички живот со личност од друга држава. Во лирското дело на едноставен и разбирлив јазик со емоции се опишани животот и судбината на една млада девојка. Самата авторка нагласи дека лирската книга е мала, но во неа е содржана една голема љубов која внесува ведрина во душата и е двигател во животот. Може би доста од моите сограѓани знаат дека во мојата фамилија се случиле неколку трагедии за време од 20 години. Па сето тоа ми беше така тешко да го пребродам, но благодарам на светоста, на вишата сила што ми даде можност да пишувам. Со пишувањето ми се релаксираа мислите и полесно ја пребродив таа болка. И затоа ја напишав оваа книга во која се внесени поведри случувања. Во сликовницата пак, на сликовит начин преку стихови се опишани разни животни кои децата треба да ги знаат и разпознаваат. Пораката на Ристова до децата е да имаат среќно и радосно детство, да стекнуваат нови знаења, искуства и културни навики од мали нозе. ВМРО-ДПМН бија поддржила идната влада на СДСМ, само доколку се откажат од уцените и целосно ја отфрлат платформата од Тирана, соопштија денеска од партијата. Попладнево почнува да функционира и железничкиот сообраќај во државата. Машиновозачите се задоволни од постигнатиот договор и денеска линеарно ќе им бидат исплатени по 10.000 денари од вториот дел од платата за јануари. Првиот дел од платата работниците го добија вчера. Вести од Македонија. Ставот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е од вчерашната седница е дека во конкретниот случај помала е цената да се удоволи на желбата на СДСМ, кој сака да се дограби до власт и покрај поразот кој го доживеа на минатите избори.
ВМРО ДПМНЕ би ја поддржала идната нивна влада, само доколку се откажат од уцените и целосно ја отфрлат платформата од Тирана, соопштија од партијата. Според ВМРО ДПМНЕ, реализацијата на платформата од Тирана ќе значи целосно редефинирање на Република Македонија, нејзино претворање од мултиетничка во бинационална држава, кој во подоцнежните фази ќе се федерализира, кантонизира и подели. Во соопштението се вели дека ВМРО ДПМНЕ нема да дозволи реализирање на вакво сценарио кое е спротивно на државните и националните интереси и ќе застане на страна на народот кој на изборите не гласаше за платформа од Тирана. Напротив, мнозинството граѓани ја поддржаа програмата на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија и ВМРО има обврска кон гласачите да ја почитува нивната волја. Прекинете протестот од страна на вработените од работилницата за оспособување на локомотивите на македонски железници транспорт. Повеќе од 2 недели е блокиран железничкиот сообраќај поради протестот. Предпладнена средбата на вработените со ВД директорот на МЖ Транспорт Игор Коруновски е договорено по вчерашната исплата на половина од јануарската плата, втората половина да биде исплатена во текот на следната недела, а платата за февруари да се исплати целосно до крајот на овој месец. Од машинскиот персонал во железницата пак, за да почнат со работа, бараат да им бидат исплатени по 10.000 денари од вториот дел од платата, зашто ќе имаат средба со раководството. Се уште нема информација дали вработените во останатите оддели во железницата ќе се вратат на работните места и кога ќе се создадат услови да профункционира патниот и товарниот железнички сообраќај. Шведската малцинска влада во парламентот ќе го поднесе советниот предлог закон што предвидува од ова лето да се врати задолжителната воена служба за секој шведски државјанин роден по 1999 година. Важноста на оваа старонова обврска ќе биде 11 месеци. Во продолжение останатите вести од светот. Партијата Единствена Русија и активностите на рускиот председател Владимир Путин го достигнаа највисокиот рейтинг минатиот месец, соопшти се Рускиот центар за истражување на јавното мислење, јавува ТАСС. Во последната седмица од февруари рейтингот на довербата кон Путин достигнал 52,6% во однос на 51,1% една недела претходно. Следни политичари на рейтинг листата се министерот за одбрана Сергеј Шойгу со 21,2% и премиерот Димитри Медведев со 18,4%. Уште повисок е показателот за одобрување на активностите на председателот Путин, кој кон крајот на февруари достигнал 86,1%. Истиот показател за Медведев е 60,7%. Рейтингот на Единствена Русија по падот на почетокот на февруари од 48,7% повторно е зголемен и достигна 51,1% до крајот на месецот. На второто место е Руската либерална демократска партија на ултранационалистот Владимир Жириновски со 12,5%, а на трето место е Комунистичката партија со 9,4%. Загина подполковникот на војската Мирослав Перишик при експлозии во техничко-ремонтниот завод во српскиот град Крагуевац, а 25 други лица се повредени, соопшти Министерството за одбрана на Србија. Како што јави Танјук, повредените лица се припадници на војската на Србија и на противпожарната единица. Жртвите настрадале кога при гаснење на пожарот предизвикан од првата експлозија во погонот за ремонт на оружја во фабриката се урнала покривната конструкција која ги затрупала. За време на пожарот во погонот одекнала и втора експлозија. Инцидентот се случил околу 13:30 часот, а пожарот бил локализиран нешто по 17 часот. Во гаснењето на пожарот учествувале 40 пожарникари, припадници на армијата и вработени во фабриката. Сите повредени лица се згрижени во Крагуевскиот клинички центар и се во животна опасност. Началникот на секторот за вонредни ситуации на Крагуевац, Драгош Радовановиќ, изјавил дека немало причина за евакуација на жителите во населбите кои се наоѓаат во близина на фабриката.
Денеска Европскиот парламент со мнозинство гласови го изгласа укинувањето на имунитетот на европратеничката од Франција и главен кандидат на предстојните председателски избори во Франција Марин Ле Пен. Според јавувањата на дописник на МИА од Брисел, одлуката на Европарламентот му овозможува на францускиот јавен обвинител да превземе правни мерки против председателката на Националниот фронт. Ваквите строги мерки против Ле Пен се превземат поради објавените фотографии во 2015 година на социјалната мрежа Твитер од жртвите на терористичките напади на така наречената Исламска држава на Сирија и Левант. На една од сликите се гледа крваво тело на американскиот новинар Джеймс Фоли со неговата одсечена глава на грбот, а на друга фотографија се гледа човек во запален кафес, додека на третата фотографија се гледа како тенк прегазува човек. Денеска имавме претежно сончево време и дневна температура која достигна до 16 степен. Метеоролозите најавуваат и за утре да биде сончево и топло со температури до 19 степен. Во продолжение временските температури за утрешниот ден по градови од Вардарскиот регион. Што туку добивме информација дека во местото Теке избувнал пожар. За среќа брзата интервенција на противпожарната единица во Велес спречила пожарот да се прошири и да ги зафати соседните куќи. Пожарот е веќе локализиран, но пожарникарите се уште се на терен. Нашите екипи се уште таму и бурно ја следат ситуацијата, велат дека е причината само материјална штета, дека жртви нема. Ова беше и последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Веднаш по одјавата проследете го целосното обраќање на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Од мене пријатно.